Добре дојде во епизода 36 од подкастот Квинтастични развојна академија сезона 2. Јас сум Дороти и ова е почетокот на втората сезона на враќање дома во себе. Денес зборуваме за внатрешното дете, по четврти пат. За кого е оваа работа, плюс одговарам на често поставувани прашања. Замисли како би изгледал твојот живот ако не мора постојано да се бориш. Ако не мораш да докажуваш ништо никому. Туку едноставно да бидеш. Да дишаш, да постоиш, да се смееш, да се чувствуваш безбедно. Безбедно во своето тело, во својата приказна, во својот дом, во својата работа, на својата улица, во својот град, во својата држава, во својот регион, на оваа земја, во својата вистина. Како би било тоа? Во оваа последна епизода за внатрешното дете ќе зборуваме токму за тоа. За кого е оваа работа? Што можеш да очекуваш? И ќе одговорам на некои од најчестите прашања кои ги добивам. Оваа работа е за тебе ако чувствуваш дека нешто недостасува, но не знаеш точно што. Ако си уморна од тоа да држиш се под контрола и внатрешно врескаш по поддршка. Ако има нешто непроцесирано, стара болка, мината травма, нешто премолчано во семејството. Ако си лидерка, мајка, партнерка, другарка, сестра, но чувствуваш дека дел од тебе е запоставен. Ако сакаш твоите деца да растат без товарот кој ти го носиш. Ако сакаш конечно да престанеш да се докажуваш и само да бидеш, да постоиш. Оваа работа е и за жената која успева, но се чувствува на моменти многу празно. Оваа работа е и за девојчето во тебе што само сака прегратка и доста е од се. Не мораш да бидеш скршена за да се лекуваш. Можеш да бидеш жена што бара љубов, свесност, длабочина или ги има сите нив, но и треба повеќе, поинаку, понежно, различно, попостојано. Ако преминеме на прашањата кои често ми се поставуваат, би почнала со прашање број 1. Морам ли да се сеќавам на се? Одговорот е секако не. Не работиме само со меморијата кога вработиме со внатрешното дете. Телото и душата, паметот и имаат своја специфична меморија, која се пројавува низ различни области во нашите животи, во нашето здравје, во нашите односи, во начинот на кој раководиме, во начинот на кој креираме, во начинот на кој работиме, во начинот на кој го поминуваме нашето слободно време. Ние работиме со интуитивна интелигенција и со системот кој знае кога е време, но и со нешто многу повеќе од тоа, до кое морам систематски, чекор по чекор да те доведам за да сватиш. Прашање број 2. Дали ќе плачам? Одговорот секако е можеби. Плачот не е слабост. Плачот е знак дека душата се растопува од замрзнати фрагменти со кои не можела да се носи во дадениот момент кога се случувале, па затоа ги замрзнала. Плачот е како дождот за мајката земја. Исто тоа што дождот го прави за планетата Земја, тоа што дождот го прави за почвата, тоа плачот го прави за твоето срце. Прашање број 3. Колку време трае процесот? Зависи. На некои за да растат им требаат неколку сесии, но на други деца им треба навистина подлабоко патување. Нема еднаква мерка. Има свесен, безбеден процес.
низ кој спремна сум да те водам тогаш кога ќе бидеш спремна да се водиш себе си и ти. Прашање број 4. А што кога чувствувам страв? Одговорот за тебе би бил: тогаш ова е точно време. Стравот пречесто е чувар на недлабоката вистина. Но не си сама. Покрај тебе сум. Можеш ако сакаш, но и заслужуваш, бидејќи е навистина потребно. Одлуката е твоја. Имаме проверен пат од првиот чекор до длабоко прифаќање. Те охрабрувам, постави ми прашање. Прашањето може да биде поврзано со некоја од услугите кои ги нудиме во Развојната академија, но и поврзано со ресурсите. Прашањето може да е и комплетно индивидуално. Што те копка? Што те мачи? Или што едноставно сакаш да дознаеш за себе, за својот живот, или можеби само да ги измериш сопствените лимити, можеби да ги поместиш. Твојата приказна е навистина вредна да се чуе. Дали е време твоето внатрешно дете конечно да добие љубов, внимание и прифаќање? Ако срцето ти вели да, пиши ми. Ќе почнеме таму каде што е најбезбедно, со тебе. А јас ќе бидам тука, со разбирање, алатки и со почет кон твојата вистина и во твое темпо. Знаеш веќе, сето направено е со океанска љубов и за највисоко добро. Нама